Благодарам, почитуван градоначалник, почитуван директор. Еве денеска во посета на општината Кочани и посета на селото Ризари можевме да видиме како од една, да кажем, само 3 метри широка улица се прави еден модерен, односно 6 метри широк пат асфалтиран со тротоари кои што овозможува полесен пристап на локалното население, на граѓаните до градот. Сето ова се мерки кои се превземаат преку програмата за рурален развој. Ке кажем генерално дека сите општини се опфатени во овој проект, некаде 38 милиони евра се одвоени од буџетот на владата за финансирање и реконструкција на локални патишта, водоводи, канализации, паркови, тротоари и слично, се со цел да се создадат подобри услови за руралното население. Кога зборуваме за руралниот развој, не зборуваме само за земјоделство, туку зборуваме токму за овие основни потреби кои што мораат граѓаните, односно жителите на руралните места да ги имат, а тоа се модерни патишта, лесен пристап, брз пристап до градот и секако одржување, односно и водоводи и канализации и се она што е најнеопходно за условите за живот. Од она што можеме да видиме и со ваквите инвестиции очекуваме и она миграцијата да се намали, односно да имаме веќе и обрнуто од град во село, затоа што со создавање, пак ја повторам, на едни вакви услови, точно ќе им овозможиме подеднаков пристап дали во град или во село. Она што мене јас се воодушевив и наидов на мештани кои што се презадоволни од ова. Јас во ова прилика му честитам на заложбата и посветеноста и упорноста, може да кажем, на градоначалникот, на локалната администрација, на неговиот тим во посветеноста на работава. Увидовме дека покрај средствата кои што се одвојат од централната власт, локалната самоуправа исто така одвојува голем дел на средства, се со цел изградба на едни вакви патишта. Ја очекувам во иднина исто така и понатамошна посветеност. Централната власт секако дека е тука за да поттикне одредени проекти, да isfinansira и одредени поголеми проекти. Денеска со градоначалникот имавме прилика да поразговараме и за негови планови во иднина што се планира, така да остануваме во една таква соработка, се со цел за подобри услови за живот на граѓаните.